Доктор Неделковска, периодов имаме навистина големи разлики во температурите, те студено, те топло. Како се тоа влијае врз здравјето на граѓаните, на што најмногу се жалат и што најмногу им пречи? Се чини дека ова лето не е лето. Значи имаме големи температурни разлики не само во текот на неколку дена, туку имаме температурни разлики како е денешниот ден и во текот на самиот ден. Така да секако тоа влијае на луѓето што имаат посебна склоност кон тоа се тие метеоропатите, но и кон секој човек. Значи како живее ова вакво време влијае како на физичкото, така и на психичкото здравје. Така да луѓето се чувствуваат со една тескоба, малку вознемирени и сето тоа влијае да го имаат намалено внимание. Па така имаме и проблеми во сообраќајот, потоа имаме кавги непотребни и во овие денови с големен број. Значи, секако тоа влијае на сите граѓани, а поготово на тие што имаат веќе претходно болни, што се со хронични заболувања од кардиоваскуларниот систем или евентуално од пулмоналниот систем, тоест што имаат респираторни заболувања. Кај сите нив, сите тегоби што нормално би биле за овој период на година се малку зголемени, поизразени, така да она што е основна препорака е дека треба да се земат редовната терапија. Поколку се јавуваат на брзата помош, секако треба да знаат дека таму на телефонот 194 секогаш ќе им се јави доктор кој со толкогодишно искуство, кој само сака да ја разбере нивната состојба. Значи ние имаме сет на прашања кои ги поставуваме со цел за да добиеме правата информација за состојбата на пациентот. Нити имаме намера да ги одбиеме, туку едноставно сакаме да знаеме на кого најбрзо и најнеопходна му е во тој момент помошта. Верувајте, никаде во светот нема таков систем на итна медицинска помош каде што секој само што ќе дигне слушалка веднаш ќе добие итна медицинска помош. Значи тоа е работа каде значи како што секаде во светот, значи имате сет на прашања, па дури нашите прашања ги усогласуваме со тие, значи каде што се добива за реалната состојба на пациентот со цел да му се помогне без разлика дали тоа ќе биде, дали ние ќе испратиме возило, дали ќе ги упатиме на некоја друга во ургентен центар или евентуално само ќе помине со собет. Тука се и матичните лекари кои стојат на располагање, значи во овој момент, а од друга страна имате и наши ноќни служби кои се во рамките на итна медицинска помош, значи тоа се наши лекари кои во одреден период работат стационарно. Така да во Скопје имате 7 такви пункта каде што во текот на ноќта, празниците, неделите може да појдете и да се консултирате или евентуално бидете прегледани. Така, имате ли зголемен број наповици, бележите ли периодов с големен број наповици? Да, знаете, ние секогаш имаме многу повеќе во однос на капацитетот, но тоа не е карактеристика на Скопје, не е карактеристика на Македонија, значи тоа е вообичаена карактеристика за сите итни служби. Секогаш имаат повеќе потреба отколку што има на располагање екипи. Во секој случај, значи јавете се на телефонот и послушате ги нашите совети, затоа што ние сакаме да им помогнеме на тие што им е најнеопходно во тој момент. Ние не велиме дека вие не сте болни или вие немате потреба, но ако може постои можност да се лечи на друг начин, за да им оставиме простор на луѓето на кои животно загрозувачки, како што е сообраќајка, како што е инфаркт, како што е алергиска реакција, каснување, повреда, сето тоа бара изискува значи хитна интервенција од нас, така да во колку не спаѓате во оваа категорија, ве молам, послушате ги нашите совети, ние можеби ќе дојдеме малку подоцна, но бидете искрени и одговарајте на прашањата за да можеме да воспоставиме ред и ако вам некогаш ви затреба, навистина сте во животно загрозувачка состојба, да имаме кого да ви испратиме. Вие можеби кај вас еднаш ќе испратиме кога вам не ви е потребно, но ако потребно, некош ако сите коли ги испратиме, нас не е најлесно да ги испратиме сите коли секаде, но ќе испратиме сите коли и кога ќе треба најмногу, ние ќе немаме кого да испратиме. Така. И сега има ли некоја одредена категорија на граѓани кои што се да речеме по ризични по здравјето? Вие ги споменавте хронично болните, како тие да се заштитат и да превенират? Хроничните болни се не толку ризична група, како можам да кажам, затоа што тие веќе имаат терапија, имаат веќе испитувања, знаат што да се напијат, имаат можности. Значи веќе се во еден процес на медицински третман. Без разлика дали е тоа со ампуларна терапија, дали е со медикаментозни. Најризични се во овој период сообраќајните несреќи, поготово со моторите, поготово сега многу актуелните тротинети или како веќе ги нарекуваат. Тие ни се најризични пациенти, алергиите,
каснувањата од оси, пчели и така натаму, тие се навистина итни состојби кои немаат време за одлагање. Така да, секојаш кога ќе се јавите на телефонот 194, размислете за ова што ви го кажа. Значи, може би на некого во овој момент имате некаде сообраќајка, некој пат, каде што е многу неопходно ние да стигнеме на време. А граѓаните кога се јавуваат на што најмногу се жалат? Претходно споминавте дека има и доста стомачни вируси. Да, значи како и секогаш во летниот период, карактеристични се тие летни проливи. Во моментот во Скопје навистина има зголемен број на граѓани што ги имаат тегоби, гадење, повраќање и тоа навистина се обидуваме да го решиме на еден поинаков начин, да им советуваме што лекарства да земат и навистина не би требало, постојат голем број на лекарства кои може да ви помогнат во тој момент и тоа не е за брза помош. Значи можете да се обратите до матичните лекари или да појдете во првата аптека да си набавите лекарства кои може да ви помогнат. Така, и уште едно прашање за крај. Генерално една препорака како да се заштитат граѓаните од овие температурни разлики, топло, ладно, како да се преминираат? Во колку е многу топло да не излегувате на сонце, ако излегувате за заштитите, да користите заштитни креми, затоа што сонцето еднакво грее и во Скопје и во плажите во Грција, да користите заштитни наочари, да користите заштитни капи, ако е многу топло. Ако излегувате само во оние периоди кога рано на сабајле и попладне, користете го времето за да направите една убава прошетка. Може би имаме убав парк, за жал не многу искористен, не многу посетен. Од друга страна имате во околните места, посетете ги и уживате во летото. Доктор Неделковска, ви благодарам многу за овој разговор. Благодарам и вам.